организација на пчеларското здружение од Берово вечерва има едно предавање, да ни објасните нешто повеќе за истото. Добро вечер. Да ви објаснам, значи дојден предавач од Битола, професионален пчелар, кој работел во странство, во Нов Зеланд и во Англија, сака да презентира неговата работа во странство на нашите пчелари овде во Берово. Темата на предавањето е професионално работење со пчелите. Како стоиме со пчеларство во Берово? Имаме доста пчелари, имаме убав квалитетен мед, еве се трудиме да пренесеме некои други искуства, да го напредиме малце пчеларството. И за крај, кој е предизвикот за оваа година за вас, пчеларите од Малешевијат? Предизвикот е да имаме добра медна година, да имаме добар принос, да имаме што да послужиме на нашите купувачи. Јас сум Најдовски Симеон, комерцијален пчелар, на ниво на Македонија можам да речам единствен. Можам да се пофалам со тоа дека ете доволно храбор зедов и да можеби е пионерски да настапам во Македонија, например, да тој што сака да ги обучувам, да му кажувам како се практикува современото пчеларство во Македонија, во Нов Зеланд и во Англија, и да ги пренесам сите мои искуства во Македонија. Благодарам на друштвото Меден Исток, Меден Дап, се извинувам, Меден Дап од Берово, на членовите тука што се присутни. Што им објаснувате? Накратко гледаме повеќе. Накратко му објаснувам пчеларските практики во Нов Зеланд и во Англија, значи начинот на современото пчеларење во Англија и во Нов Зеланд. Како треба пчеларите да бидат едуцирани, затоа што пчеларите, нажалост во Македонија се овде на последното место, што би требало да бидат на прво место. Значи пчеларите сегде во светот се на прво место, во Нов Зеланд конкретно, например, речиме, самата влада, дури и парламентот го има направено во форма на beehive, на друштво, значи на кошничка. Секаде во светот се број 1, нажалост во Македонија се последни, и јас мислам дека со овој начин ќе го подобриме самото пчеларење и ќе ги натераме нашите представници во владата, представниците за земеделие, министерот и Министерството за земеделие, да ги слушаат нашите молби и да се унапреди еднаш за секогаш пчеларството во Македонија.